Секој полнолетен граѓанин ќе може кај својот матичен лекар да се изјасни дали по смртта ќе биде органодарител. Со ова органодонорството станува дигитално. Се ќе биде евидентирано во системот Мој термин, а одлуката ќе може да се промени во секое време ако некој се примисли. Сите потенцијални органодонори ќе бидат сместени во посебна база на податоци. Ова ќе им овозможи на здравствените установи и стручните тимови во секој момент да располагаат со информации за потенцијалните донори. При посета на својот избран матичен лекар, секој полнолетен граѓанин ќе може јасно да се изјасни дали се согласува или не се согласува по смртта да биде дарител на органи и ткива заради лекување. Пред да ја даде изјавата, избраниот лекар ќе има обврска да го информира граѓанинот за значењето на одлуката, за нејзините правни последици и за правото таа во секое време да може да се промени. Алиу додава дека зад секоја трансплантација стојат човечки животи и семејства што чекаат и надеж што не смее да се остави без системска поддршка на државата. Токму тоа го прават овие законски измени кои што веќе помина на седница на собрање. Волјата на граѓанинот конечно добива јасна, видлива и заштитено место во системот. Изјавата ќе се потпишува лично, ќе ја заверува избраниот лекар и ќе биде архивирана, а потоа како скениран документ ќе се внесе во Националната електронска евиденција во здравството. Алиу истакна дека со измените на законот за земање и пресадување делови од човечкото тело заради лекување направен значајен исчекор во областа на трансплантацијата, додавајќи дека модулот во Мој термин веќе е развиен. Паралелно се работи и на уредбите и правилникот со кои ќе се уредат националната листа со податоците, формата на изјавата и начинот на давањето и промената. Новиот закон за органодонорство ќе започне да се применува од 1 октомври оваа година. Наместо досегашното ограничување до трето колено, со новите измени ќе биде овозможено дарување меѓу лица кои се во четврто колено сродство во согласност со светските стандарди.